ВМРО, ДПМН и СДСМ денес преку партиски пресови повторно им се обратија на јавноста со теми сврзани со Венко Филипче и тендерот кој го доби фирма блиска до партијата Знам. Големиот предводник на опозицијата толку се умори од лагите и манипулациите што ги искажа во јавноста да мора да одмори не било каде, туку дома, во Дубај. Сепак доктор Филипче се уште молчи и не дава одговор за потеклото на златната виза, за која веќе сите ги знаат условите како може да се добие. Минимум инвестиција или недвижност од $500,000 или пак бизнис во Дубај. Јавноста заслужува одговори за потеклото на златната виза на Филипче со оглед на тоа дека тој не бил, како што СДС кажа, градежник, туку доктор. А со докторска или пак пратеничка плата Филипче не би стигнал за 20 години кариера до таа сума на пари, односно минимум $500,000. Затоа го повикуваме јавното обвинителство да постапи и да истражи како Филипче стигнал до златна виза за Дубај, а како Зоран Заев до градба на 42-катница во Дубај. Граѓаните се вклучија во борбата против корупцијата и криминалот. До антикорупцијскиот тим секојдневно пристигнуваат пријави. Цитирам: "Пријавувам организирана кражба на 25.000 евра месечно или 300.000 евра годишно преку договор со фирмата БС Cleaning Doyle", наведува свиркачот вработен во пошта во писмото. Според тендерот за хигиена на сите 14 поштенски подружници задолжително треба да има по 2 хигиеничари, а во пошта 2 задолжително по 10 хигиеничари. Месечен трошок за еден хигиеничар е над 40.000 денари. Недостасуваат 14 хигиеничари, значи тоа се над 560.000 денари месечно. Постоечките 25-26 хигиеничари работат само 50% од времето. Тоа се нови 550.000 денари.